една содржина, а тоа е линковско вклучување. Значи, одиме малку надвор од студиото овде во Алфа. Еве, веќе на линк си ја гледам Ирена Спировска, нашата драга колешка. Ирена, добро утро. Ке зборуваме повторно за здравјето, меѓутоа сега дека здравјето ни доаѓа токму од природата. Твој гостин ова утро е Гоце Мирчевски од ProMed. Ве гледам веќе и двајцата во кадар, убаво изгледате и гледам многу здрави производи позади вас. Претпоставам ке зборувате за медот. Ке ве слушам со нетрпение, повелете со разговорот. Ти благодарам, Ирина, за најавата. Еве, поздрав од нас. Се наоѓаме на зарчето Ѓорче Петоров, каде што дојдовме да зборуваме на тема медот, бидејќи сме во екот на сезоната на грипот, вирусите, настинките, енормно аерозагадување на воздухот. Сите тие аларми и сигнали треба да не потсетат дека мора да внимаваме на здравјето и на добриот имунитет, а една од најголемите и најчудесните придобивки и богатства што ги имаме од природата се медот и пчелините производи. Токму затоа во следниве минути со Гоце Мирчевски, долгогодишен професионален медар, пчелар, зборуваме на оваа тема. Пред се, Гоце, добро утро. Добро утро. Вие семено се занимавате со пчеларството, не долги години, туку долги децении и на вистина сте меѓу оние пчелари што се многу активни и во промоција на медот како здрав, квалитетен и македонски производ кој што треба да се конзумира секојдневно и да го има буквално во секој македонски дом. Точно така, значи веќе е трета генерација. Пчелите се присутни во нашето семејство. Така да од најрана возраст јас сум со пчелите, а што се однесува до промоцијата на пчелните производи, веќе повеќе од 20 години сум член на едно од најголемите пчеларски здруженија во Скопје, тоа е пчеларското здружение Матица, каде што покрај едукацијата на младите пчелари имаме и една од основните цели е и промоцијата не само на медот, туку и на сите пчелни производи. И мислам дека повеќе од 20 години веќе успешно го правиме тоа. Не се сомневам дека е така и судејќи според сите активности, според вашето присуство и на базарите и секаде каде што треба да се презентира квалитетниот и убав македонски мед. Медот треба да се конзумира, верувам, во текот на целата година, но особено сега за време на зимскиот период и за време на вирусите, настинките и на грипот. Пред се би сакала да прашам колку имаме како народ навика да купуваме и да конзумираме мед. До некаде ќе се сложам со вас. Точна е констатацијата дека луѓето трошат мед кога ќе се разболат. Меѓутоа, доколку зборите со некој пчелар, нашата препорака е медот да се користи секојдневно во исхраната. За жал, заостануваме многу во потрошувачката на мед по глава на жител. Не зборам во светски рамки, значи тоа се недостижни бројки. Зборам со соседните држави, заостануваме од соседните држави. Ја спомнам Јапонија, например, како една земја која што има исклучително голема традиција на потрошувачка на мед. Потрошувачката на мед по глава на жител е повеќе од 20 килограми годишно. Кај нас тој просек е нешто повеќе од 100 грама годишно. Така да ќе се задржам до препораката медот да се користи во текот на целата година, а не само во периоди кога ќе бидат присутни настинките или оној момент кога ќе се разболим. Има една стара добра поговорка, која кажува користете го медот како храна за да не дојде време да го користите како лек. Да подсетиме, дури утринав, иако многу пати сите сме зборували и сме слушале за придобивките од редовно конзумирање мед и неговото благотворно делување на нашето здравје. Зошто треба да конзумираме мед? Како прво станува збор за здрава храна. Храна која што многу брзо ја прима организмот. Значи организмот дополнително не се мачи или не лачи други супстанции за да ги добие оние хранливи материи што ги има во медот. Меѓутоа, кога збориме за ова, нема да биде само за медот, туку и за сите пчелни производи. Некако им даваме многу примарно значење на медот, меѓутоа ги ставаме малце во подреден план и другите производи. Тука се поленот, прополисот, матишниот млеч. Сите тие
може да се користат заедно и во секојдневната исхрана. Нема потреба да чекаме да се доведеме во некоја ситуација да ни треба па да ги користиме како лек. Медот знаеме дека содржи јаглени хидрати кои што се основна енергија за човечкиот организам. Поленот содржи минерали, витамини, матичниот млеч, протеини, така да сите тие заедно дават една комплетна една целина во исхраната во човечката исхрана. Како правилно треба да се конзумира медот? Ако прашате пчелар, или ако ме прашате ме, ја ќе ви кажам во сите можни варијанти. Значи нема ограничување. Во што може да се користи, во што не може. Кога може, кога не може. Меѓутоа, сепак би сакал да напоменам една работа. Медот најчесто се користи со чај или со млеко. Меѓутоа, треба да се обрне кога се користи со топлите напитоци. Еве, конкретно чајот. Чајот треба да се доведе до температура да може слободно да пиеме, а да не се изгориме на него. Значи, треба да се некаде околу 37 до 40 степени Целзиусови, а дури тогаш да се додаде медот. Сепак медот е термолабилен, значи на висока температура он веќе почнува да ги губи својствата. Тука само може да направам само една разлика, иначе во сите можни варијанти може да се користи медот. Бидејќи ги спомнавме останатите пчелни производи, кои што кажавте дека исто така е многу важно редовно да се консумираат, што препорачувате дека задолжително треба да има секој од нас во овој период од годината? Како што рековме на почетокот, тоа е време сега на вируси, на настинки, на грипови. Она што јас би го препорачал, значи покрај медот кој што треба да се има во текот на целата година. Во овој период за мене би било задолжително прополисот и матичниот млеч. Прополисот со неговите антибактериски дејства кои што секојдневно би можел да ни послужи како заштита од сите оние вируси и бактерии кои што за жал во градов во вакво време ги вдишуваме. И нормално матичниот млеч кој што не би требало да се користи сега, би требало да се користи барем месец-два пред да дојдат времето на настинките на гриповите, за да организмот биде колку толку малце појачен или избустан, како што викаме ние, за да биде спремен за во овој период на годината. Тоа всушност значи, наместо да ги даваме парите во аптеки за разни суплементи и таблети, дека е многу помудро да ги даваме на пазарите и кај локални производители кои што продаваат добар и квалитетен мед. Па би сакал да биде така. Би сакал да биде така, затоа што ви кажав, веќе долго години сум член на пчеларското здружение Матиса. Една од основните цели е покрај промоцијата и промовирањето на младите пчелари. Промовирањето на пчелните производи. Поттикнување на создавање на мал семеен бизнис, поддржување на тие мали семејни индивидуални стопанства, така да како пчелар кој што ајде веќе сум ги надминал можеби тие фази, меѓутоа потполно даваме поддршка на сите оние кои што сакаат да почнат со чување пчели. Се зголемува ли бројот на пчеларите во нашава земја низ годините? Па мислам дека се зголемува. И тоа малтене повеќе од двојно. Колку што имам информации, мислам дека бројот на пчелари, меѓутоа и бројот на кошници изминативе 10 на 15 години е најмалку е дуплиран. Што значи дека иако пчеларството спаѓа во земјоделието, односно е сточарска гранка, мислам дека е единствената сточарска гранка во моментов која има позитивен раст, за разлика од останатите кои што веќе се на некој начин не се искоренуваат, меѓутоа драстично се намалуваат. Пчеларството отстапува од тој сегмент, така да мислам дека се повеќе број на млади луѓе се решаваат за чување пчели. Пчеларството треба да почне како хоби. Човек не може да чува пчели ако не ги сака пчелите и не ја сака природата. Така да секој млад човек кој што е влюбен во природа би требало да почне да се реши за чување пчели, и нормално доколку има време, доколку здравието му го дозволува тоа, значи да биде отпорен на боцкање од пчелите кои што сепак се нешто неминовно на пчеларникот. Кој најчесто купува мед? Дали се тоа возрастните, дали помладите или нема некоја старосна граница? За жал мислам дека тука е за
е малку обратно тоа што сметам дека е правилно. За жал, повеќето од купувачите се повозрасни луѓе. Би сакал да биде обратно, би сакал повеќе младите луѓе да ја имаат онаа навика за конзумирање на пчелни производи, на природни производи. Меѓутоа, може изминатиот период да се заклучи дека се повеќе популацијата 50 плюс се постојани потрошувачи на мед и пчелни производи. Дали тоа значи дека младава генерација нема доволно свести дека со поголемо задоволство ги троши парите на цигари, на кафе, наместо да си купи нешто што е квалитетно, здраво и при тоа и вкусно? Може би да е така. Пак ќе кажам, во делот на организација, но ние настани што се во делот на манифестацијата Денови на македонски мед, што веќе 20 години се одржува на улица Македонија. Преземаме активности заедно со општина Центар, каде што во неколку градинки во подрачјето на град Скопје, односно на општина Центар, правевме изминативе години и едукативни работилници како предавање наменети за најмалата популација, уште од мали да пробаме да ги научиме за медот, за прополисот, за полен, да ги слушнат другите производи, да ги дегустираат, едноставно пробуваме малку по малку да им внесеме навика на користење на пчелни производи. И само со такви активности може да се сменат навиките кај сите нас и да станеме поредовни и посовесни конзументи на медот. Гоце благодарам на советите, на овие интересни информации кои што верувам дека едукативно делува и на гледачите кои што ова утро се заедно со нас, па ете, бидејќи е почеток на денот, потрудете се секој ден, па и денешниот да ви започне барем со една лажица мед пред да го испиете вашето утринско кафе или утрински чај, да користите и останати пчелни производи, а доколку немате во вашиот дом, посетете го најблискиот пазар или најблиското место каде што можете да се снабдите со овие извонредни производи, дарови од природата. Ирена? Иренка, ти благодарам многу за ова линковско вклучување. Поздрав до тебе и поздрав до гостинот. Убаво ја одјави овој линк со убав совет за одличен почеток и старт на денот.